Затоа што вака постави ги вака работи. Пример, треба да имаш 30 failures додека стигнеш до успех, 30 неуспеси. Со секој неуспех луѓе опаѓаат на вториот, третиот, не, ова не бива. Ако си наштиман да уживаш во цел тој процес и да знаеш кај ти е целта, викаш чека мене ми треба 30 неуспеси додека да успеам. Со овој неуспех јас сум со еден неуспех поблиску до успехот. Со таков мајндсет уствари ти се будиш онака тресеш прашина од тебе и идемо дале, знаеш. Добар мајндсет. Елементарно за секој еден што сака да успее. Почнавме да работиме за мејџор артисти, значи влегоа Cardi B, влезе Ed Sheeran, Kelly Clarkson, Jason Mraz, Bruno Mars. Значи за сите ви артисти ви имате направено За сите, да. Значи ние имаме преку 3700 видеа направени, тоа е вкупно негде околу 11-12 минути isproducиран материјал. Hello! На денешна епизода ќе гледате муабетот што го имав со Зоран Алексик. Се запознав со Зоран, се запознав со неговиот партнер Илија, ме прошета низните канцеларии кои што се луди и потоа седнавме, го поминавме целиот ден, ми раскажаа својата приказна и бевко дава мора да иде на подкаст. Во кратки црти, тие основачи и го работат 351 студио, кој што е многу cool интересна агенција, кој што развива анимирани музички видеа за најголемите музички продукцијски куќи во светот. Зборам Atlantic Records, Sony Music, Universal, Spinning Records и така натака. Како резултат имаат соработувано, односно имаат правено буквално, ги имаат направено музичките видеа кои што може некој од вас ги имаат најверојатно и видено за артисти со светски познати артисти како сега ги прушам листата Ed Sheeran, Cardi B, David Bowie, Future, Oliver Tree, David Guetta, Bruno Mars и така натака. You get the idea. Екстремно cool бизнис. И ова, by the way, се од кавадарци. Не е дека имаат некој човек или представништво во Америка, буквално се ова има постигнато од кавадарци. Се повеќе како што ги снимам епизодиве и запознавам нови предприемачи тука во Македонија, се запознавам со нови успешни бизнеси приказни, ми се потврдува теоријата дека стварното дека нели може се успее на милион начини и дека подкастов е супер инструмент за покажување нови успешни приказни, се надевам ќе ве инспирираат да започнете нешто ваше. Зборавме тоа со Зоран, мислам дека и на самиот подкаст. Ако буквално само еден од вас инспирираме почне бизнес и тој бизнес стане успешен, тоа е успех за овој подкаст. Фала ви уште еднаш за вашето внимание и уживајте во епизодата. Океј. Ајде брато. Спремни? Ја мислам дека ќе биде Мислиш ќе биде добро? Ја мислам дека ќе направиме. со оваква камера, мислам дека и да не биде добра епизода, мислам дека убаво ќе изгледаме дека. Ако ништо друго, барем добро да изгледаме. Ако не збориме паметно многу. Да. Добро, океј. Океј, обично усварај прво да адресираме кај сме. До сега сите мислам дека епизоди или виртуелно ги имам снимано или кај мене устано апартман, тоа ми е студиото мене. Сега малце може ќе примат гледачите апгрейд на видео квалитетот и на сценографијата. Кај сме моментално? Моментално Централна Македонија, најубавиот град Кавадарци. Кавадарци? Да, број 1. Нема поубаво место. Дојдете, видите, Иван прв пат дојде. И не знам како ти се свиѓа се. Супер. Добре? Да. Почести ме прошета. Да. Супер беше. Колку што можеме. Само не пие алкохол многу. Тоа е недостиг кога си у Кавадарци. Да. Добро, у Кавадарци сме, ама каде у Кавадарци? Моментално вашата канцеларија? 351 студио, релативно нови се канцеларии и баш ми е ги правиме канцелариите онака од срце, од душа. Супер ви се канцеларија, да. Фала ти. Пуштив едно стори. Прошетав еднаш. Добро, тоа е 351 студио, ама па ќе се вратиме назад. Ај прво на твојата приказна пред да премине во 351 студио. Каде би почнал ти ако раскажеш твојата приказна? Па не знам, Зоран Алексич
може да биде перципирано од многу аспекти. Као дете бев ентузијаст за електроника, после дојде компјутери негде кога бев 14-15 години. После тоа музика, уствари музика ниже музичко завршив меѓу време, па компјутери, па музика, па спојки. И да негде прва година средно посериозно почнав да се занимавам со тоа програмирање, со бази на податоци, со едно друго и музика у паралела. И сакав да студирам музичка продукција, што тој момент немаше у Македонија каде. Бугарија беше опција. Бугарија не се запишав. Моите не беа баш во нека добра можност, тогаш не ми го возможност тоа. Али добра работа ми се случи, што се запослив на 17,5 години во една локална софтверска компанија тука. И работев 4 години, одржав бази на податоци, имплементација на апликации, на такви процедури, на чуда. И умеѓу време ја работев музика, тоа ми беше као хоби, али сериозно време трошев на тоа. За да 2010-та негде се преселив во Скопје, запишав Microsoft, запишав во SEMOS и земав сертификат Microsoft Certified Application Developer и SQL Server Administration Certificate. И од моментот кога го земав ше престанав да работам. Сватив дека музикава е таа што сакам да ја правам и дека тоа е тоа. И се посветив all in, направив студио, се посветив 100% на тоа. Со тоа што почнав да пред тоа продуцирав највише хип-хоп музика, нешто експериментално, електронски ово, али хип-хопот ми беше онакако приоритет. После тоа направив студио и почнав да работам поп музика, почнав да работам со локални артисти, национални артисти. Колку години имаше кога правеше тоа? На 20, можда 23-4. Сериозно влегов више со продукција. Почнав по фестивали, работев имав одлични успеси. 2017 прво место на Макфест, 2012 најдобар аранжман на Макфест, на Скопски фестивал имав песни, работев со Јоко Таневски, Симона Поповска, Виктор Апостоловски, Мики Секуловски, Наташа Малинкова, Наталија Слаева. Али интересно, тој период нега 2012 беше што мислам никогаш себе си не се гледав дека тука нешто треба да. Мислам, да, од тоа живеев и нормално, али секогаш имав аспирации кон светот, и се поклопи некако со развој на таа технологија, глобализација и се. И стигнавме до момент да почнеме со работка со Рената Кралевска 2012. И почнавме да продуцираме музика исклучиво на англиски и тоа беше онака mind-blowing момент ни се случи со тоа. Бевме дистрибуирани преку Radio Express на 30.000 радио во светот. И одеднаш почнавме да добиваме страшно добар фидбек од радија, од слушатели, од сегде. Стигнавме топ 7 во Турција, топ 10 во Италија, Романија, Украина, не знам уште од кај не, Америка, Англија, топ листи почнавме да следиме кај се фигурираме и уствари видовме дека да, ова е возможно. Али ова сето го правиме у период кога страгалинг ни се дешава. Значи, буџети никакви. Минимал, онака. Љубов, само и работа. 24/7. Има ли нешто финансиска добивка, ете, ако дојдеш до тие високи бројки на ранг? Има, ама нас не ни беше никогаш целта тоа. Ние сакавме да направиме нешто што до тогаш не беше направено. Затоа што, знаеш, 99% од луѓето мислат дека или 100% од луѓето мислат дека ова не е возможно да се направи, затоа што никој од Македонија тоа не го направил. Напротив, ние 100% верувавме дека тоа е возможно.
Извини. Зошто тоа ми е мене интересна тема на мовет, зашто се слагам кај нас, не само и во музиката, скоро во секое поле фали тоа, има недостиг на таа доверба дека може да се успее, нели затоа и одека сме со подкастов. Зашо тие конкретно, што те твои тебе од други века што ти веруваш дека ќе се успее? Иако не си видел преходно шаблон за успех во таа твоја струга. Да. Не, шаблон не ни постои, али постои едно нешто многу важно, а тоа е прво да веруваш во тоа што си и да знаеш кај тераш. Затоа што конструктот на општеството ќе те натера да мислиш дека си неспособен за одредени работи. Тоест за 99% од работи. Затоа што сите се други попаметни од тебе. Тоа што едно од главните работи што мене ми се случи, онака што ми направи топ момент у живот, е во Италија првиот пат кога бевме и со другари, со пријатели, врнеше ово, влегуваме во една кафетерија во Венеција. И на радио почиња песна од Рената на национално радио, со најави, со джинглови. И онака ние Илија беше со мене. Илија е партнерот. Да, партнер, што кофаундерот на 351, да. Тоа што ни се случи у тој момент, значи мене барем ја онака. Што се дешава у средија прв пат у живот идам во Италија и на радио слушам песна, не ми се верува што се. Али тоа е едно многу јако чувство што би сакал сите да може да го почувствуваат, затоа што тоа е оној таа потврда дека еве зошто си го правил тоа, кога да речем цел свет околу тебе бил можда против тоа и па не губи време, па не прави. Ако веруваш во тоа што го правиш, и ако си добар, нормално се, мислам не може да биме delusional, ако си добар во тоа што го правиш, кога тогаш работиве ќе се наместат, ќе дојде. Интересно е тоа што не постои рецептура за успех. Туку секој си има свој пат. Ако гледаш, сите имаат различен приказ. Например, ако гледаш ево го Lil Nas X, земи го. Он се пројави преку Твитер, на Твитер твита песни, негови битови оно и така му тргава. И според него формулата за успех е Твитер. А секој еден што е успешен, дали е во музичка индустрија или било каде, има своја прича. Има тотално свој пат. Затоа не се трудете да го одите патот на некој друг. Значи треба да си направите свој пат. Ама спомна дека ако нешто можеш да квантификуваш како причина за успех е довербата. Прва и основна работа, мора да веруваш во себе и да знаеш кај тераш. Знаеш, тоа треба да биде возможно во твојата глава прво. Ако во твојата глава го гледаш како визија, гледаш дека тоа може да го направиш, зошто не би го направил, знаеш? Мислам зошто има милиарда, зошто не би го направил? Али најважно е да го доживееш прво психички, па после ќе го материализираш во светот. Сега пак прашањето ми е малку пак влагаме малку по-филозофски води, ама зашто ти веруваш, а други кај нас обично не веруваат? Зашто? Што те двои тебе? Што мислиш? Вајда хемискиот состав што го имаме таков. Јас сум по природа оптимист и значи ти мислиш дека тоа е нешто со што се раѓаме? Па не знам, можда има многу работи влијаат. Дефинитивно генетски, нормално сите сме различни и генетски предиспозиции си има тоа. А секундарно е поддршката што сум ја имал од околината и од тие што се околу мене најблиските, моите родители, например, они верувале, ми идолизирале максимално. Верувале, давале се од мене. Буквално со со последни пари или со позајмени пари мене ми купиле првиот компјутер, ми го купиле. Со една огромна доверба и сметам дека тоа дополнително ти дава уште поголема самодоверба, затоа што самодовербата е многу клучна за успех. Без самодоверба не, ако значи самодоверба да веруваш во самиот себе, ако не веруваш во самиот себе, ти нема чекора да го направиш, нема. И на некој начин тоа мислам дека го дефинира почетокот на тој пат до успехот. Тоа е таа самодоверба и верба во себе. Ако тоа го немаш, знаеш, луѓе сакаат да постигнат некои работи, ама само сакаат. И тоа само да го сакаш не е доволно. Знаеш, сите сакаме, ама
има уште 1 милион други Сака да дојдат до целта, ама не сака да го изодат патот. да. А другиот поважен момент од ова сега што го кажа е дека треба да научиш да уживаш у патувањето. Дека целта ти е само цел. Оти тој што ужива у патувањето секогаш ќе патува поише од другиот што е брка целта. Затоа што кога се учиш да уживаш у самиот процес, уствари ти го живееш животот на начин на кој што треба. И мислам дека тоа е клучот за да успееш, да го сакаш процесот. Да ги сакаш сите fails, сите неуспеси да ги сакаш. Затоа што вака постави ги вака работи. Пример, треба да имаш 30 failures додека стигнеш до успех, 30 неуспеси, да зборим македонски. Со секој неуспех луѓе опаѓаат на вториот, третиот, ова не бива. Знаеш. Ако си наштиман да уживаш у цел тој процес и да знаеш кај ти е целта, и викаш чека, мене ми треба 30 неуспеси додека да успеам, топ, со овој неуспех јас сум со еден неуспех поблиску до успехот. И со таков мајндсет уствари ти се будиш онака тресеш прашина од тебе и идемо дале, знаеш. Добар мајндсет тоа. И тоа е, да, мислам дека тоа е елементарно за секој еден што сака да успее. Интересно е што сите успешни луѓе што сум ги запознал многу, во суштина имаат исти мајндсет. Покрај тоа што прават нели различни работи, имаат изградено свој начин на работење, размислување и филозофија и се, суштинските работи се кај сите 95% исти. Значи, и факторот среќа не најлесно му е на луѓе кои што од страна го гледаат успехот, не знаат дека тоа е уствари тежок процес, дека не е тоа едноставно, да го земат во обзир фактор среќа, затоа што на нив им дава комфорт. Као тој има среќа, ја немам среќа. Мислам, среќата е нешто што си го правиме сами. Секој од нас ќе си ја најде среќата ако ја бара и ако трча. Буквално ако трча. Јас сум трчал со компанија, ќе зборим после, ќе ти кажам. Трчал по Њу Јорк, сум бркал луѓе и тоа е, да. Спомна, си запознал многу успешни луѓе и од прилика гледаш некои патерни и сличности. Што можеш да идентификуваш како најбитни карактеристични особини баш кај луѓето што се успешни? Што ги делат еден со друг? Знаеш, колку човек станува поуспешен, станува посвесен за многу работи. Најуспешните луѓе се најсвесни и нај-down to earth, онака најприземјени. Они се у секојдневието функционираат многу едноставно. Целта е да ги поедноставиме работи, не да ги комплицираме. И сите успешни луѓе уствари работат на поедноставување на работи, затоа што работи и у суштина се едноставни. Патерни кај успешните луѓе, тоа е прво самодовербата и тоа што сите успешни луѓе сакаат да им помогнат на успешни луѓе. Знаеш, се препознаваат, јас сум го видел тоа и кај себе. Буквално си инспириран од жарот кај некој дека он сака да успее. И тоа дополнително гориво ти дава. И мислам дека само успешните луѓе го прават. Мислам, го имаат тој начин на размислување. Не постои успешен човек што ако сакаш да ти биде ментор, сакаш да научиш нешто од него, да разговараш со него на било кои теми, мислам, не постои успешен човек што ќе ти заврти грб ако ти треба помош за успех. Мислам, не постои. Сигурно постои некој, али во генерална смисла ја не сум наишол на успешен човек кој што е дрзок, кој што е да речам, не знам, не кој што би одбил да му помогне на некој што бара помош од него. Пошто знаењето, насоката и пример, јас сум имал ментори во животот, ги имам уште. Советот што ќе ти го каже некој е најскапото нешто, знаеш, нема. Само треба да го извлечеш тоа од менторот што ти е, знаеш. Кај отидов? Менториот. Од музикава тргнав мо. Ти што мислиш? Не ти докажав за Сорената што ни се дешаваше. Ајде.
значи буквално живеевме во Скопје. Таму ми беше студиото, таму работев се. Со Рената работевме екстра многу. Правевме песни, издававме 4 или 5 сингла. И сите беа дистрибуирани преку Radio Express. Во тој момент немаше ниту една поддршка не добивме. Покрај тие бројки од таа време, iTunes и чуда која тоа беше табу тема за Македонија, стриминг и YouTube беше на почеток. Не добивме никаква финансиска поддршка од никој. И сами се боривме, сами го направивме тоа, буквално. Сами комунициравме, контактиравме со тие радија, со... Што беше целта тогаш? Па целта сакавме да извадиме наш производ, да пласираме надвор. Производ како албум? Како, да, музика, да продуцираме музика, да создадеме наш артист. Што ќе сметавте дека е успех тогаш? Не, искрено, од оваа перспектива се, кога ги знаеме работиве, тогаш можда и слепо сме верувале во голем дел од работиве, али тоа не било и движечка сила и со тоа сме учеле многу и сме растеле. Генерален успех би било, да речам, да уствари не знам ни што сме мислеле што не било успех, да не пуштаат тогаш, да бидеме као мислам тоа не се случи, Италија, Турција, нели спомнав, не вртеа се беше окей, али ултимативна цел немавме. Едино сакавме да издаваме музика и да правиме добра музика, уживавме во процесот, уствари го сакавме процесот, знаеш, ама го теравме натаму. Не знаејќи колкава е таа индустрија и мислам тоа е. Дури од после ја лично сватив што сме направиле ние. Има интересна прича поврзана со тоа. Ајде, слушаме. Ќе кажам. Човекот тогаш преку кој што влеговме во тој Radio Express беше човекот е Марк Брауер, беше програм директор на тие CD. Тоа беше уште времето кога CD ја пуштаа по радио. Значи на 30.000 радио во свет они пуштаат CD. И на некој онлайн им пуштаа, али голем дел уште CD. И сега муаветов е, он прави оваа недела компилација од 20 најаки песни у светот. Најголемата radio music distribution компанија. И збориме дека CD-то да го видиш кај што сме ние и таа компилација, значи нема таму unknown име. Збориме за Ријана, Бионсе и тој левел на артисти, Мадона, знаеш. И буквално нас не стави у тој кош. И ние добивме фидбек ненормален, пауерплей на радио сегде, цела Европа, Америка, Англија, Турција, ти реков, топ 7. Почна да ни пишуваат радио, снимете, хај, ние сме те, уствари јас сум таа и таа, ја слушате Please Stay или Time, дека од тие песни. И дојдевме до зид, пошто со иницијатива и со волја и со желба можеш до тука да стигнеш. И тука удривме ците. Чекај бе, причава Марк Брауер, леле, човече како скокаш. Марк Брауер е човекот што ни помогна. И со него направивме релација топ. Кој е Марк Брауер? Марк Брауер е генерален програмски директор на тој Radio Express сервис. Умеѓу време што се случува, дури ја и на други им помогнав да влезат да комуницираат со него и така натаму. Умеѓу време некој ја купува компанијата и него го бркаат од работа. И последно одење у LA, во Лос Анџелес, ја имам вакво контакт од него, му пишувам: супер Зоран, баш да се видиме, како не се сеќавам на тебе, се сеќавам од пред 10 години, супер, да. И ова веќе сега. Ова сега лани. И идеме у бар, човекот у тешка депресија паднат, останат без работа. Мислам, он економски си окей, има и други бизниси што си тера, али едноставно вика тоа што ја највише го сакам, не можам да го работам. Што е тоа? Вика сакам да бидам voice-over артист. Што збориш, мајка? Вика да. Чудни паси. Да. И вака седам. Викам дај да ти помогнеме. Уствари мојавето почна, дај како можеме да ти помогнеме, сум со Sony, со Universal, со сите. Дај кажи што сакаш да работиш, дај ENR нешто. Да ти помогнам, мислам, ја не можам да те запослам таму, али можам да пуштам good word for you. И човекот вика сакам да бидам voice-over артист. Ние у тој момент бевме некои преговори за продуцирање на долгометражен анимиран филм. И ни требаше voice-over кој што ќе зборува на аниматикот, на првиот сегмент од предпродукцијата.
И кога му кажа, викам, слушај, одно, викам, од утре, ако сакаш, може да почнеме со ова. Човекот почна да плаче пред нас, од радост, од среќа. И поентата на мојавето е секогаш кога му помагаш на некој друг, си помагаш себе. Со тоа што он тогаш мене ми помогнал, што ние сме биле тогаш, мислам, тогаш сме биле онака, ја дете, он ни помогнал со дистрибуција, со промоција, не стави Tune of the Week таму на... Значи ти сега се осеќаш како да му враќаш него успех? Не, напротив, од негова перспектива ги гледав работиво. Он тогаш без... Ја му викам, добро, зошто ни помогна? Викам, прво ја сакав музика, вика, беше нешто ново интересно, знаеш. И вика, и друго, вика, твојот пристап, вика, беше многу искрен. И вика, ми остави многу добар впечаток. Вика, ја од срце, вика, сакав да ти помогнам, ми се направив што може. И само се враќа тоа. И поентата на мојавето ми беше тоа што кажав, дека секогаш кога му помагаш на некој друг, секогаш кога му помагаш на некој друг, си помагаш сами од себе. Можда не инстантно тоа, ама кога тогаш тоа се враќа пута 10. Така би сакал луѓето да го применуваат тој мајндсет на помагање и растење едни со други, затоа што секогаш кога подаваш рака или кога му помагаш на некој ствари, не да го правиш тоа условно дека тоа мора да ти се врати, али секогаш кога го правиш тоа, прави го со чиста душа, со чиста намера, па, знаеш. Много едноставно. И најчесто се враќа. Па да, искрено така стојат работи. Види, пристапот и во бизнисот нас, конкретно и мојот мајндсет е, како можам ја да ти помогнам тебе? Мене, ја не размислам, слушај, има пари, дај некако да влеземе таму да направиме. Никогаш. Кажи ми на кој начин ја можам да ти бидам тебе од помош. Што можам ја да направам за тебе? Таквиот пристап кон развој ги става финансиите во секундарна смисла како резултат на твоите вредности, на тоа кој си, што се можеш да правиш. Али мајндсетот секогаш ми бил дај како да помогнам. Исто мислам на секој поле, не само и во музикава и сегде буквално и со бизнис и се. И у животот е така. Али не значи тоа дека треба да се разочараш ако некому помогнеш, па утре не знам, знаеш, не го добиеш за возврат ништо, знаеш. Туку едноставно безусловно тоа треба да го правиш. Тоа е начинот на помагање, на растење. Пошто гледаш од таа една ситуација што тој човек е направил, можеби тоа е тој прв клик што ни кликнал дека да, интернационално. Знаеш, ова може да успее. Мислам, човекот што ни помогнал нас може да делувало, не може да сигурно делувало на тоа да ние размислуваме интернационално уште поише, па сме дошле до овој стадиум кај што сме сега со компанија со сите работи што ги имаме више што ги правиме. И така да. Интересно е тоа, колку е уствари едноставно кога ќе размислиш. Да. Креирај вредност во светот и ќе добиеш вредност назад. Баш така. Valuable оставаш вредност ради тоа што ние сме тука одредено време, знаеш, ние сме доста кратко време сме ние тука. И за тоа време додека сме тука да видиме што можеме да направиме за луѓето што се у исто време со нас. Па макар и да оставиме за луѓето после нас. И еден таков начин на размислување може само да биде прогресивен и за општеството и индивидуално за секој еден и така да тоа е едно од тие начала е тоа. И до овој момент тргнавме од тоа дека како размислуваат успешните луѓе, значи тоа е. Успешните луѓе сакаат да помагаат, да. Креираат вредност, сакаат да помагаат, сакаат да... Зошто кај нас тоа не е така? Прво, генерациите пред нас се растени со други вредности. Значи, капитализмот као појава бил тотално нејасен до пред 30 години. Мислам, бил јасен на неколку луѓе што сфатиле да За повеќе да мислам дека уште не е јасен. За повеќето може не, пошто они го наследиле мајндсетот од претходните генерации. И али полека глобализација мене ме радува. Глобализацијава ни дава можност, им дава и на младиве можност да видат на кој начин уствари функционира светот и како се создава таа вредност, што значи тоа и мислам дека ќе во наредниве години ќе видиме се повеќе и повеќе. Ти кажи еден добар пример за Литванија, така? За Литванија беше? Естонија. За Естонија. Кога еден ќе направи нешто, станува возможно за сите. И
примерот беше дали со Мартина Навратилова, тенисерката или не знам која беше тенисерка, читав негде. У моментот кога она излегува на светска листа на женски тенисерки и победува таму иде на прво место, второ, трето, не знам. У наредниве 3 години уште 20 девојчиња од таа област збориме, од таму се качуваат, пошто не дека она го отвара патот, туку она тоа што треба да го имаш како визија, а не у реалноста уште спроведено, тоа е тоа што она го прави како дечки, возможно е. И други се охрабруваат. Ја пред неколку години ние сме релативно непознати како компанија тука во Македонија, пошто не чувствуваме причина дека треба се експонираме како што правиме па да ни плускаат, не знам. Не живееме за тоа. И една новинарка ми рече, викам, слушај, дај да не го правиме интервјуто, за еден вестник беше, и вика, зошто не го правиме? Викам, па, знаеш, не сакам, викам, да правиме галами, као, не знам што, ние работиме со Ечеран, голема работа. Знаеш што ти, ние не го доживуваме тоа како да е нешто, вау. И она ми вика, чека малце, ова е прича од обштествен... Не е за тебе. Да, обштествено. Не станува збор за тебе, за твојата фирма, станува збор дека возможно е некој што доаѓа од ништо да направи нешто и да стигне до таму до кај што сте стигнале вие. И ја гледаш, сум пристапувал егоистично на цело. Сум гледал за себе, за фирма, како да нема што ние се експонираме тука. Уствари е многу поголема приказна во сето тоа. И сметам дека и ова што го правиш со подкастот е апсолутен погодок и управо време за да инспирираш и други млади луѓе да почнат да размислуваат за тоа како можат да го направат својот импринт на светот во кој што живеат. И тоа не само локално. Живееме во, може да речеме, во држава која што сите одат на сейф варијанта. Сите размислуваат на тоа како најди работа, стај се. Сигурно, топло ли е? Топло е. Чиме топло седи таму работа. Знаеш, никој fail safe варијанта одат сите. Никој не сака да ризикува. Заради тоа што мисли дека е невозможно. И пак тоа е можда поврзано со таа култура што ние имаме, да се не да се бодриме и да се поддржуваме, туку да не знам, некако луѓето ќе ти простат се, ама успехот нема да ти го простат. Затоа што ние во суштина сме огледало со било кој нашиот пристап кон секој е огледало на тоа кои сме ние. Уствари, ние во секој го гледаме никој. Во секој се гледаме себе си. Твојот успех е потсетник за луѓето колку се они неуспешни. Во суштина, многу луѓе имаат капацитет, а никогаш не направиле ништо со тоа. И кога ќе помине времето, луѓето се каат. И во тој момент успехот што го гледаат кај другиот им ствара најверојатно револт, пошто и тие би можеле да бидат на тоа место, ама не го преземале чекорот. И тоа создава една негативна, можда негативно чувство кај луѓето, и мислам дека у нашето општество го има тоа. Со новите генерации не баш. Они малце поинаку ги перципираат работи. Кои се тие понови генерации, кај мислиш дека пресекот? Па не знам дали има пресек. Искрено, јас сум 85-та. Значи јас сум 38. Ја фатив јако аналогно време со дигитализација, у моје време јака технологија беше, у пето оделение направив предавател, FM предавател, за радио бродкастинг. И зрачев тогаш. Пуштав музика, со диџејство почнав на 6-7 оделение, по радио почнав да се шуњам и така од желба. И high-end технологија беше тоа, електроникава и предаватели, чуда, правев такви работи. Ми беше како хоби тоа, и музикава, нели? И го фатив моментот на компјутери, го фатив на таа цела дигитализација, на глобализација, интернет. Памтам првиот модем во 98 имав 28 килобајти во секунда. Чекаш да се конектира
стискаш enter и чекаш едно 20 минути сајтот да лоадира. Имаше 10 сајта што ги знаеш, тогаш немаше Yahoo, не знам дали постоеше. Али мислам пресекот, ме праша кај пресекот. Знаеш, новите генерации искрено не знаат што е касета. Не знаат слика што има. I used to be alive. Што е касета? Ти знаеш вајде што е касета, не? Да. Која генерација си? 94-та. 94-та. Ето. Ти си таа генерација. Ти си таа генерација, уствари. Јас сум пресекот. Да, ти си пресекот. Сега више стануваат повозможни сите работи и сметам дека е греф. Интернетот е пресекот, мислиш? Да, дефинитивно. Јас се сеќавам многу вивидно кога добив интернет дома. Така? Да, беше, мислам дека бев трето оделение или четврто оделение и бев искочен и додека не добив интернет, мене петоците, саботите, неделите им поминува надвор бев цело време. И се сеќавам го оставав точак од ту гаража со другари. А живеам на зграда, четврти кат, гаражот е надвор позади зградата и татко ми извика одгоре, абе интернет ставивме. Леле. Ја ми реков на другарите чао, пријатно. И толку беше, И тоа беше нагоре, последно играње. И не искочи. Ама да, ја мислам дека интернетот многу не ослободи. Мислам, претходно реално може би беше дека тешко е да успееш од овдека, така? Да. Ама со интернетот кога дојде и моментално, посебно колку е пенетриран интернетот, мислам дека секој има веќе пристап до интернет, што живее во Македонија, дури и од најдалечните села, ја мислам. Да. И мислам дека веќе не постои тој изговор дека не може тоа дека си успее. Па гледа, и пред тоа можело, ама тој што сака да успее треба да ја напушти држава. Пример, треба да оди во општества кај што е многу полесно да се успее. А сега? Па сега, еве конкретно, ние компанијава ја почнавме 2014 година и работевме 80% амерички пазар, ние немавме стапнато во Америка до 2018 или 2019. 4 години буквално ја развивме цела приказна од тука. И тоа со клиенти, врвни клиенти во индустријата. Топов, да. Мислам добро се тоа не е, дека ние директно ставивме у контакт со нив. Да, ама ги добивте како клиенти без да отидете воопшто таму. Се од тука. Да. Види, и во Америка искрено додека бев, и таму додека бев во Њујорк, ја правев состаноци со екзекутивс од Њујорк што беа на камера. Значи ние сега може да е 5 блока подоле. Каква ли ние мислам ретки беа тие. Каква ли сакам да кажам тоа е и културално нешто више, дека тоа е нормално, новото нормално да правиме состаноци. Да, и сега следното прашање, нели, лесно се каже тоа ако ти си го нашол тоа и као привилегија ти е да твориш и тоа, нели, да можеш да заработиш што тоа, но што ќе кажеш за тие што ствари се заглавени во работа каде што мора да ја работат затоа што треба преживуваат. Да. Не е лесно, дефинитивно. Јас сум бил таму. Јас сум работел во компанија, не дека не сум го сакал тоа, мене тоа ми било интересно и пасија ми било и се. Али навистина е тешко да и ми е жал што многу луѓе, многу млади, особено луѓе се заглавени во работни позиции во кои што не уживаат. И сметам дека секој еден млад кој што има пасија, желба, волја, визија да направи нешто, мислам дека мора да се одлучи, да собере храброст и да тргне да го бара тоа, затоа што единствено нешто што ќе му остане на крајот е да се кае за тоа што не го направил. Затоа што времето не се враќа назад и животот не се враќа назад и апсолутно треба секој еден да ја брка таа своја пасија и тоа за кој што да ги прави тие работи што го прават среќен. Есенцијално, поради тоа што тоа е смислата на постоењето. Да уживаме во тоа. И сметам дека со развојот на цела оваа технологија AI и едно друго, дека се поблиску сме до тој стадиум и дека работните позиции кои што се всушност некреативни, не би рекол некреативни, туку технички, било што се повеќе и повеќе ќе бидат заменувани од тој artificial intelligence и на луѓето ќе им остане само моментот да создаваат. Значи тоа ќе биде ќе има само креативни улоги, да речеме. Да.
Али види и креативата не е секогаш мислам креатива може да најдеш во се, не мора да значи дека тоа треба да биде нешто визуелно или аудио или знаеш креатива може некој да биде креативен во формирање работни процеси во некоја компанија. Може да биде креативен во еден куп работи што градежен работник може да биде креативен. Да најде креативно решение за транспорт на градежни материјали до пример. Креативноста е суштината на нашето постоење. Ајде ја што да бидам во улога на контраторов дека Devil's Advocate. Ајде. Знаеш, лесно е кога си посебно млад и можеби немаш многу одговорности да бркаш, да пробаш да се пронајдеш, да пробаш да најдеш таа нели пасија или можеби пасија премногу силен збор, ама барем нешто што те движи да го работиш тоа. Што станува еве баш во луѓе што можеби не се баш во таква ситуација, се заглавени во некоја друга кариера, имаат натрупани им се сметки и така натака. Мислиш и за нив вреди да еве застанат и да кажат дали да пробаат нешто ново, да пробаат да сменат кариера, ја имаат ли воопшто таа шанса? Апсолутно. Јас сметам дека никогаш човек дури на 60 години, на 70 не треба да се откаже од тоа што сака да биде. Како сигаше го заборив на KFC фаундерот, човекот што го има на логото. Сендерс нешто. На 65 години он го почнува KFC со не знам кој со неколку $1000 и верува тој со нися KFC моментално светска франшиза нели за пилешко Kentucky Fried Chicken. И ние секогаш може да најдеме примери зошто тоа не е така или зошто е тоа така, али сметам дека секој човек дури независно колку години секогаш може да направи стратегија и план ако вистински го сака тоа нешто и сака да стигне до тоа и треба да се обиде, знаеш, за да го избегне тој момент на кајање, кога ќе има 5-6 години ќе рече, ларе, човече, каков капацитет имав ја тоа, па ја можев да бидам ова. И кајањето, ја у принцип не сум се кајал за ништо во животот, затоа и сум шифтал, нели, од софтвер инженерство во музика, па бизнис, па едно друго. И едноставно, не знам, животот и не треба пресериозно да го сваќаме некојаш, знаеш, некојаш треба да ни биде игра и да ни биде процес на истражување и да се најдеме себе си, да најдеме начин да уживаме во тоа патување, нели? Тоа е клучно. Преска збореше за успехот како е перципиран кај другите. Кажа многу работи ги ти простат, ама успехот нема да ти го простат. Да. И кажа дека кај многу луѓе предизвикува револт. Зошто еве јас например револт не кон тебе, кон себе. Да, окей. Поврзано е со темава сега што ја зборевме. Затоа што твојот успех е уствари со секој твој успех ти ги потсетуваш на нивниот неуспех. Да, тоа што они не го реализира нивниот потенцијал. Истото е со ова. Значи затоа сметам дека секој пак се навраќам нова. Затоа сметам дека секој мора да се Ама зошто е кај некој кај повеќето кај нас предизвикува револт, ама кај некој мотивација. Еве ќе ти дам пример лично кај мене. Кај мене мотивација да ја добивам увек кога ќе видам некој поуспешен, пореализиран мене, што мислам дека е понапред во играва, мене мотивира. Пример имав као другар кој што работи во банка, нели за да не биде кршење делни тајни, го прашав као колку нели, тоа што имаш видено луѓе као колку имаат пари таму банка, колку е најбогатиот човек што го имаш видено, колку има пари на сметка. Ми вика 100 милиони евра. Јас сум као, сериозно, кажи ми повеќе што нели као го имаш запознано човекот ваму таму, како ти делува сериозен, каков е, кој е, што е, нели што го знаеш, одма сакам да видам што можам да извлечам од некој таков човек. Да, зошто кај нас, кај повеќето уствари македонци, и мислам дека тоа претежно, ја не би рекол дека, например, да земеш просечен човек во Америка и просечен човек во Македонија, дека исто реагираат на тоа. Ја мислам дека баш просечниот човек што е во Америка ќе биде мотивиран и тоа ќе биде инспиративна приказна, наспрема просечен македонец, еве, како што кажа ти, револтиран и ќе биде тоа нешто што одма бараш изговори за неговиот успех. Така? Знаеш како ова и можда и социјална позадина има. Пример, додека бевме во Америка и пуштени беа CNBC и Fox News.
На секој 20-30 минути ти имаш краток скит од 30 секунди кој што збори за инвестиција, за пари, за берзи, за мотивации, нешто што мотивира, што е дел од тоа општество на... И тоа се покажало, пример, секој еден во неговата околина, има минимум 10 примери во неговата блиска околина на процес на успевање, што сега from nothing to something. И во таква околина многу по-реално изгледа тоа да успееш. И на никој не му е ниту чудно, ниту... Тоа е секојдневие. Луѓето успеваат, луѓето и пропаѓаат, ама луѓето пак се креват. Кај нас е малку по можда дали економската ситуација, дали тоа што 30 години сме самостојна држава, па можда капитализмот не фатил уште убаво и така некако културолошки и социјално нема влијание. У принцип луѓе што се амбициозни ќе се инспирираат. Пошто луѓето кои што се предодредени да го прават тоа и што одлучиле да го прават тоа, они у старт бараат инспирација и гориво од сите страни. И кога таков човек инспирираш ти со приказна, со proof of concept, со се, он добива гориво. И он го бара тоа гориво. Другиот сегмент на луѓе, од негативен аспект, се луѓе кои што бараат изговор зашто да не го направат тоа или зашто они не го направиле тоа. И може да ти дадат милиарди изговори зашто не го направиле тоа. И тука е таа дистинкција кој што тој што сака да успее ќе бара начин да успее, тој што едноставно нема амбиција и е затворен во, не знам, нема визија, он ќе бара само причина зошто тоа не може да биде така. Али он вистински не сака вајде да го направи тоа или не знам. Тоа не знам. Тоа може да е многу по комплицирано и потешко да се објасни, али у суштина фалат луѓе кои што ќе ги инспирираат работите да се движат во позитивна развојна насока. Кажи ми, тоа е твојата индивидуална приказна, кога почнува 351? Прво почнува Sky Entertainment беше компанија со која што преку која што ние тука продуциравме. Тоа не беше прво, мислам, лейбл, издавачка куќа, паралелно продукцијска компанија кај што ја како продуцент продуцирав. Илија ко основачот на 351 на Sky Entertainment всушност беше за видео дел задолжен. Во тоа време немавме буџети за спотови. И немавме контент, ни требаше контент. И само што се појави тој спарк на лирик видео, али тоа беше многу рано. Ептен, значи имаше, не знам, Ептен у почетна фаза не беа познати лирик видеата. И Илија го фати тој дел и почна да продуцира лирик видео. Прво за Рената и за тие што не знаат што е, како би објаснил лирик видео? Лирик видео е анимирано видео кое што го содржи текстот на песнава. Али на начин на кој што изгледа интересно. Ќе ставиме на едитот како изгледа на лирик видео. И у принцип тоа после ќе ни отвори една цела индустрија за која што ние нема да бидеме ни свесни што се случува ствари. Почнавме да ги продуцираме тие за нас и после одредено време ми дојде кој идеја зошто да не пробаме као продукцијска куќа да ги нудиме овие сервиси надвор. И токму тоа го направивме. Ја најдов некои контакти прво преку фриленс сајтови што беа, не знам ни дали Upwork беше у тоа време или freelancer.com негде. Појма немам. Најдов некој ка бара лирик видео. И му пише феј здраво, ние имаме, мислам правиме као продукција, сме правиме лирик видео. Еве што имаме изработено. И човеков, вау, знаеш, пошто стварно беа добри видеа. И ајде да правиме супер и правиме, али тоа е најниското можно ниво на зборам со буџети, со квалитет, со ниво на артисти, тоа е најпочетно ниво. И така почнавме уствари. Почнавте како фриленсери уствари, така да некаде. Можда како фриленсери, али ние секогаш настапувавме како компанија сме ние и го продуцираме тоа, ние сме продукција уствари. И супер одеше, беше одлично.
Кога беше тоа година? Во е 2013 негде на крај или така, помеѓу 2013 и 2014. Така 2014 више го фативме нака септември мислам дека беше кога го тргнавме. Баш добро. И почнавме покрај него, почнав ја да се, пошто не ги познаваш работиве, и почнав да барам клиенти други на сите страни, значи од сајтови до тоа по Google. Кои беа први клиенти? Меѓу Ја првите, не се баш ни буквално. сеќавам, значи тоа се по принцип мали бендови, гаражни, некои бендови, некои локални артисти со многу екстремно мали буџети, значи смешни буџети и Амерички бендови или? да, најчесто Америка. Да, тие беа американски. Се додека не се случи една многу интересна работа со една компанија соработувавме, мислам компанија. Агенти се они у принцип од Њу Йорк. И во состаноците ми викаа, луѓе, дајте бе да работиме за сериозни имиња, дајте во светска сцена. Њу Йорк сте, вика, тоа е невозможно. Многу е тешко, таму не се влага. Бака, нака, викам, добро, окей. И свативме дека не ја држат визијата на ниво и викам, слушај, Илија со Илија седевме и викам, слушај, ние треба да си направиме наш бренд. И до тогаш бевме Sky Entertainment. Ние треба да си направиме наш бренд и со тој бренд да испаднеме на пазар. И така осмисливме 351 студио, направивме вебсайт и ја почнав да барам клиенти. И барав клиенти на сите страни, клиенти слабо. Која ти беше стратегијата за барање клиенти? Па прво викам, добро, на Google дај да се качиме. И нема како да се качиме на Google, стварно. Мислам, викам, ајде има SEO, добро, Search Engine Optimization, постои ова. Ја не знам, ја ги учам тие работи тогаш. И таков пристап имам, кога нешто не ми е јасно, седнам и учам. И, добро, ајде да најдам. Таков најдов еден, викам, колку треба да не качиш на Lyric Video Production keyword на Google на прво место, вика $10,000 и минимум 3 месеци таму. Викам, шо збориш бе, човече, $10,000. И викам, чекам, малца $30 курс, бам, го купувам, гледам шо е, како е. Backlink, пирамиди, ова, она, Search Engine Optimization на контент, го правам тоа за 3 недели, ние сме прво место на Google. На кој keyword? Lyric Video Production. Браво. Да, бе, да. И ниси ја онака, шо се деси, и наеднаш почнаа квотови. И у принцип тие квотови прво беа стварно мали, нека локално, мислам, мали артисти. Интересно, првиот посериозен клиент ни беше Джаспер Сойер. Се знаеме мислам се видовме и со човекот во Америка. Не беше првиот како официјален клиент, нека посериозен, али он имаше околу 10 проекти и сакаше да бараше фирма сериозна да ги прави. Ја викам, ние сме фирма и он, знаеш, важи, вика, ќе се чуеме телефонски, окей, и ја вечерто 2 сат, пуштање студиски звучници, office noise, принтери, галами, дека сме фирма ние. И пуштам office noise, он се ја, викам, да, збориме прво, давај, ќе ги направиме 15 видеа, без проблем, вака, нака. Умеѓу време спуштам нешто на телефон. Чека, извини, викам, колега, нешто, нема везе. Жена би во тоа време девојка ми излегува. Шо ти е, човече? Можеш како тоа изгледа од страна, мислам, тоа е. Али, ето го договоривме тој проект. Од тој проект произлегува други и, знаеш, почна цела работа, али сите работи што ни се случија, добри се случија од мали тригери. Значи, не е тоа нешто како грандиозно. У тој момент тоа е толку ситна една работа, што после тоа цел еден универзум отвара. Имаше еден артист од Англија, Томас Голд ли беше, Лук Бонд, не знам, некој од тие EDM артисти, у почетна фаза беше Ептен. Имаше многу слаб буџет, Ептен екстремно слаб. Ова е више фаза кај што ние сме веќе тројца, четворица луѓе. И договараме видео со него, вика, многу мал буџет имам, знаеш, толку можам, дај направите ми видео. И во тој период Даниел, кој што сега е Chief of Operations, беше проект менаџер. Во 351. Да, во 351. И он вика, слушај, мал буџет не го правим. Викам, те да чуем, слушам песна, грми. Викам, слушај, страшна песна, викам, правење видео, викам да го згазиме ова, мора да го правиме. И го правиме, умеѓу време дето го подпишува со Спинин или со Армада, мислам дека беше. Го подпишува со Армада и после една недела ми се јавува Армада кој се? Армада Music, Армада се од Холандија, на Армин Ван Бюрен издавачка куќа. Ми се јавува креативниот директор од Армада
Пол Мулан се вика. Повеќе не работи во Армада, у тек компанија некоја, ама нема везе, он беше креативен директор во Армада, вика, слушај, имате ли капацитет да правите 5 вакви видеа неделно за буџет кој што тогаш беше можда 3 пати, 5 пати поголем од тоа што ние у тој момент работевме. И тоа беше страшен turning point за нас. Значи тоа беше вау, се деси нешто. И Значи ти уствари, иако тој DJ или EDM артист немаше буџет, ти виде талент дека тоа уствари ќе пукне таа песна и уствари знаеше дека ќе да инвестирате вие. Ја не бев сигурен дека ќе пукне. Знаеш, тоа е многу тешко да одлучиш дека оваа песна ќе биде. Ама клалбата ти беше, идеме ќе му направиме топ видео затоа што уствари најверојатно. Да, мене ми се допадна тоа што го слушнав. Викам зошто, дај да направиме добро видео. И тоа видео уствари нас ни ја отвори таа врата во Armada Music, од таму пошто цел EDM свет ги гледа Армада. Почнаат други EDM артисти и више почнавме сериозно да ја опфаќаме таа EDM сцена. Се до моментот додека EDM лейблот на што работи под Atlantic Big Beat имаат еден бенд се вика Cash Cash, они се многу големи во Америка. Они на состанок кога збореле за каков контент да продуцираат за новиот албум, за лирик видеа, конкретно инсистирале ние да го правиме тоа, затоа што не следеле за цела работа. Ние за Армада продуциравме сериозно многу видеа. Значи збориме неколку 4-5 видеа неделно, тоа се 15-20 видеа месечно, може и поише некојаш. На колкав опсек на време? Па доста време, тоа се месеци, со месеци одеше. Има таква стратегија за контент. И тоа беше turning point кај што буквално во отпоследни кажа во Атлантик се случувале, значи они имаат вендори, тоа е затворен круг, таму многу тешко се влегол, мислам не би рекол невозможно, пошто ете сме влегли, али многу е тешко. И чиста среќа околност што менаџерот на Cash Cash, всушност неговата жена е една од екзекутивс во Warner Music и под нејзин притисок уствари ни дава шанса, ај направете го видео. И нас не контактираа таму ние, вау, Atlantic Records, вау. И добрата работа е што кога ќе видиме, кога ќе го видиме тој opportunity, значи се даваме all in. Тоа е една од визиите што се всадени во нашата компанија, секогаш да правиме over delivery на тоа. Никогаш не се штедиме кога станува збор за квалитет или за да даеме нешто екстра или да. И од Cash Cash ни се отворија вратите за други артисти од Атлантик. Почнавме да работиме за мејджор артисти, значи влегоа Cardi B, влезе Ed Sheeran, влезе па не знам, еден куп артисти. Сите, буквално сите артисти, Кели Кларксон. Значи за сите ви артисти ви имате направено... За сите, да. Значи, ние има преку 3700 видеа направени, тоа е вкупно негде околу 11-12 минути isproduciran материјал. Тоа е сериозен контент. И Джейсон Мраз, Бруно Марс, Андерсон Пак, за многу артисти. Кои беа други? За дојдете до тие артисти, колку време ви требаше од почетокот на основање на фирмата? Па рачуне, тоа е 2018 негде. Па 4-5 години сигурно. 4-5 години. Да. И сме имале многу падови у тие 4 години. Тоа не било цело време, знаеш. Али константно на годишно ниво сме имале константен раст цело време. Цело време сме оделе нагоре. И тоа е тоа што вајде не движило се повеќе и повеќе напред. И еднаш кога ќе влезеш во тој круг на големи имиња, е стварно сите врати се отворени. После сами ни се јави од Sony, сами ни се јави од Columbia, од сите лейблови на Universal Music. Значи буквално нема не дека нема артист за кој немаме работено, ама буквално нема лейбл за кој не сме работеле. Значи со сите. Од мали индепендент лейблови до најголемите имиња. И препознатливи сме во индустријата дека работиме многу брзо и дори чист доказ за тоа се јави од Колумбија, ми се јави, мислам, како се викаше, Чарлс, мислам дека беше, за 19 песни за Мигос, овие рапери од тројца. И за цел албум, им излегува албумот утре.
Вика 19 лирик видеа за 24 часа. Викам, како не? Викам, правиме. И ја поименам беше 5 попладне, 6 попладне. Ги собрав сите супервайзори, викам, слушај, екипа до утре мора 19 видеа да направиме. Знаеш, до тога што беше, мислам невозможно. Али стегнавме сили до никое време вечерта, не знам колку бевме, утре со бајлечки пак и ги стигнавме, ги направивме. И тоа не е хайлайт. И овој податок, било кој да го чуе во индустријава, се буквално вау. Во музичката индустрија е многу специфично тоа што треба да бидеш reliable, точен и мислам сигурно во секоја индустрија, ама овде е многу time sensitive цело. Затоа што цел тим од маркетинг, луѓе чекаат позади. Тоа се буквално пред време испланирано кога треба да испадне песна, па вечерта артистот оди на Джими Кимел, па се промовира и буквално цел тој контент мора да биде спремен. И често има голем притисок кога се работи со големи артисти. Не од аспект на тоа дека милиони ќе го гледаат тоа, да, тоа секако, али највише тоа да се стигне на време и стварно да биде добро, и стварно ќе го гледаат многу луѓе. А сега сме имали случаи кај што конкретно Dance Monkey, например, ние Dance Monkey тому за нај не ја знаевме. Ми стигна 5 песни EP, некој вика да направиме од Warner, од Elektra Records беше. И окей, ајде, и правиме, вика најсимпл, значи текст, само и слика од неа, добро, викам, ајде, и правиме онака 3 видеа за 2 дена, 4, онака лабаво. И после месец и пол, 2 пука песна на сите страни, знаеш. И го гледам видеото, човече, што сме можеле да направиме со вас, знаеш. И така да има интересни Ти ми кажа дека кога човекот од Колумбија им требало краткорочно да направат музичко видео, вие сите падичте кај вас. И тука се прашањето ме беше што е тоа што вас ве двои од другите и дали воопшто имате конкуренција? Види, имаме конкуренција. Знаеш, не би сакал да речам дека немаме конкуренција, заради тоа што има стварно, знаеш, човек што не гледа конкуренција мисли дека е многу горе, а уствари не е баш така. Као да ние имаме многу конкуренција, ние со Бруно, мислам немаме конкуренција со Бруно Марс работи. Имаме конкуренција, сигурно има екстремно креативни луѓе. Во светот и нормално е конкуренцијата да ја почитуваме и да, па дури сме соработувале со конкуренцијата на некои проекти искрено. Али тоа што нас не двои, нашава репутација и нашиот go-to market стратегија беше ние секогаш да даваме over delivery на тоа што го правиме и правевме превјуа на самите артисти. Пример за Bruno Mars кога ни дојде Leave the Door Open, направивме 5 креативни решенија за 2 дена со по 30 секунди видеоматеријали. И тоа кога ќе го види лейбл, менаџери, артисти, вика вау, што до сега се нема случајно. Тоа не е стандардот. Не, уопште. Значи се прави тритмент, ова ќе биде вака, она ќе биде. Наки на крајот дали ќе биде или нема да биде, не е тоа. Напротив, ние се држиме сериозно со американските компании. Но, од друг аспект, нашиот кост се сведува на тоа што правиме overproduction. Значи, гапот не е во тоа дека ние помалку наплаќаме. Туку гапот е во тоа што имаме многу поголеми експенси за да ги создадеме тие тој видео контент во као 5 примери, тоа се 5 идеи што ќе 4 од нив ќе отидат во воздух, знаеш. Од друг аспект, зошто конкуренција ја победуваме поради тоа што сме имаме репутација на енормно брза екзекуција. Збориме за денови. Знаеш, кога седиме и викаме, комуницираме пример за некој одреден проект, и слушај, денеска сме средова, дури петок попладне. И вика, овој петок? Викам да. Па ние имаме 4 недели за овој, како овој петок, стварно до овој петок може да биде ова готово? Да, и тоа. Како не, разбираш, како нормално ни е тоа на нас. И у принцип мислам дека тоа не издвои. Еднаш кога ќе влезеш во таа голема игра со големи играчи и муаветот за тебе многу брзо се шири. Секој еден сака да биде
дел од како да ја ги познавам нив. Знаеш, ние сме и тоа си има случајно, ние сме им помогнали на доста луѓе кои што се во индустријата, кои што почнале као асистенти, па стигнале до вајс президенти. Имаме такви луѓе со кои што и ден денес сме екстремно блиски и они напредувале од тие компании од джуниорски позиции стигнале до президенти на вакво. И моментот B2B, B2C нели се збори, јас секогаш пристапувам P2P, тоа е person to person. Таму има човек и од тука има човек и овој човек од тука треба да стапи до тој човек таму, на тој човек нешто му треба. Треба тој да е таскиран да направи контент, да нешто. И буквално од него зависи. Да, ние сме B2B генерално, али сме ипак P2P и person to person секогаш имаме пристап персонално пристапуваме со луѓе, знаеш, не сме официјални, добро, индустријата до душе лабава, али така имаме изградено доста пријатели, доста добри релации во глобалниот свет на музичката индустрија и сме им благодарни за се што направиле за нас и ние за нив. Тоа обострано. А конкуренција имаме и ја следиме и се трудиме да бидеме на секогаш едно ниво подобри од конкуренцијата. Тоа се исто други агенции. Тие агенции кај се лоцирани на светско ниво? Да, Лос Анџелес најчесто, Њујорк. Њујорк и Лос Анџелес се двете клучни точки за... Што ги спречува нив да го работат истиот волумен? Например, зашто не праќаат они 5 верзии? Они многу голем дел од работите ги земаат здраво за готово. Прво се у комфорт. Креативно размислуваат поинаку од нас. Ние се специализиравме во делот на тие лирик видеа и вижуалайзери за музичка индустрија. Они прават и реклами, прават и ова, прават и она. И во тој дел мислам дека развојот на артистите кои што на колегите во фирма кога го правевме развојот, ние ги насочувавме сите кон таа лирик видео продукција. И сите се на некој начин експерти во таа област. И тоа е тоа што нас не да речем не двои као се специализиравме во тој ниш, музичка контент за музичка индустрија. И таму владееме и тоа е тоа. Мислам за тоа немаме некоја директна конкуренција, да има компании страшно добри што функционираат и се. Зошто они не го прават тоа што ние го правевме? Мислам дека го правиме, не стратегија е вајде. Само лирик видео сработи да? Не. Анимирани музички видеа, short form контент работиме за артисти, едитинг правиме, sizzle reels, буквално секаков вид на видео, лайв перформанс видеа правиме. Пример за Ина, за нареднава турнеја Ина Романка што е. Цел визуелен вакво, ние го работиме сега у крајна фаза, завршуваме ова недела, треба да го завршиме тоа. Збориме за цел концерт, визуелно го решаваме. Со видео контент од позади, со се што треба да се случува. И да речам, се што е визуелно во музичкава индустрија го држиме со тоа што сега имаме стратегија и го шириме малку нишот во делот на маркетинг и во други индустрии, затоа што гледаме дека имаме capabilities да се прошириме и да бидеме малку по-широки во сервисите што планираме да ги нудиме. Сигнавме сакав да те прашам, ве видов ти и Илја заедно, ми изгледате ко супер партнери, ортаци. Да. Така да би сакал да ми кажеш нешто повеќе за вашата динамика. Со него се знаеме многу години, уште пред да почнеме со бизнис, он во принцип ја го наведов него да прави видео. Пошто ја продуцирав музика хип-хоп, тогаш и требаше некои спотови да прави. А он беше екстремно креативен, Photoshop чепкаше тогаш, правеше и му викам, бе, слушај, имам After Effects, Premiere, требало да го фатиш. И аз знам кој капацитет го има човекот. И влезе он онака, знам, зема кредит за првата камера. Да ја купи. Тука у канцеларија ни стои. Камерче.
И се познаваме многу долго и знаеме, се читаме лесно, добро ни е, поделени ни се работи. И ги знаеме недостатоците еден за друг и јаките страни еден на друг. И на тој начин комплементарно функционираме. Пример, јас сум добар у soft skills, со луѓе во едно друго, он е креативно луд и воркохолик, мислам дека не може никој да го стигне од тоа. Ако треба нешто да се заврши, он нема нешто што не може да се заврши и да се направи. Скоро продуциравме за Мелани Мартинес за новиот албум Reveal во Лос Анџелес го снимавме. И буквално цел VFX, цел пайплайн на таа продукција беше прво во голем дел од работи беше прво искуство за нас, ама Илија е човек што никогаш не вика не. Ова, добро, штом некој го прави, можеме да го правиме. И ако не сам ќе најде тим со кој што ќе го изработи или ја превзема цела одговорност за тоа дека треба тоа да биде завршено, и јас сум најкомфортен кога он ќе го земе проектот и кога знам дека до крај ќе биде истерано, знаеш. А луѓето генерално кај нас во наша држава се плашат од партнерство. Оствари партнерството е, значи не постои успешна компанија да земи топ 500 што не е партнерство. Значи се е партнершип. Сите само треба да го најдеш вистинскиот партнер и да делиш иста визија со него нормално и да се подолат работи. Ние сме интересни, пример кога правиме филтеринг на идеи. Пример, ја имам некоја луда идеја и седнам викам, и кој имам страшна идеја, готово, јас сум ја направил, вишу глава, готово, тоа е тоа. И ја му ја кажувам, он се трансформира у протагонист за таа идеја. Значи ги бара сите слабости на кои што може да не идеме и сите зошто тоа да не го правиме така. И тоа е една интересна борба, напната, и можам да кажем, мислам, тежок процес е, али на крајот е многу добар филтер за тоа што е добро, што не. Ако он ме победи у тоа и ме убеди дека е стварно така, тогаш не го правиме тоа. Ако не може да ме убеди у тоа, и ако ја го убедам дека тоа е така, и го правиме. Исто се дешава и од добрата страна. Пример, он да дојде со идеја и ја гледам да му ја уништам што е можно на најбрз начин, пак нема шанси, човече не иде. Али ако ме убеди дека тоа е така, и го правиме. И на тој начин функционираме, имаме таква динамика на спротивставување. Знаеш, што ти многу лесно да имаш партнер. Мислам дека партнерот не треба да ти биде истомисленик, ниту да ги дели истите скилс со тебе и истото размислување. А карактер? Па и карактер не треба да биде ист. Треба да бидете различни, комплементарни. Ако бидете исти, знаеш, замисли исти, доаѓам јас со идеја, кажувам, се палиме, тоа е тоа, готово, го правиме и е тотален фейлер, затоа што не сме ги виделе другите недостатоци. И сметам дека партнерството е многу добра работа и здрава работа и луѓето не треба да се плашат од партнерство, напротив, треба да го најдат партнерот за реализација на некој бизнис идеја и ги охрабрувам апсолутно да соработуваат со луѓе, затоа што двајца се поише од еден, тројца се поише од двајца и четворица се веќе премногу. Па не би рекол, знаеш, во големите компании, пример, има бордови од по 15-20 души. И има еден чермен, еден CEO, да. Тој пример одлучува за оперативни работи, али кога се стратешки кога се размислува, 15 луѓе сигурно поквалитетно мислат од 20 или тројца. Проблемот е што нема критична маса на луѓе што можат да го прифатат тоа, да размислуваат на тој начин. Мислиш дека поефика? Ти сам ја основаш твојата компанија или партнерски? Не, партнерски почнавме. Како си ти? Што? Како си ти задоволен од динамиката? Наоѓам многу паралели на тоа што кажа ти во нели ние почнавме тројца кои основачи. Ја, Наум, Илчо. И Илчо повеќе со развивањето на фирмата зема
попасивна улога во менеджмент, повеќе он ужива во оперативниот дел. Да. Ја и наум поактивно нели леговме во менеджментот и баш ја гледам тоа што кажа ти паралела и споредба дека знаеш никој од нас нема ист карактер или па желби или особини така И тешко се мерливи работи во партнерството. Особено кога работиш тотално различна работа. Пример, некојаш мене ми треба телефонски повик или состанок од 15 минути ја да создадам, да отворам нов лид или нов клиент што после ќе не храни со месеци со работа. Или е тој што треба да превземе одговорноста за таа продукција. И од друга страна, некојаш има периоди која буквално јас сум заглавен со денови во некои процеси, дали внатрешно, дали со клиенти. И многу тешко е да се измери вредноста на тоа кој партнер колку допринесува. Али се додека постои таа визија заедничка, дека ние одиме кон иста цел и дека сме во овој чамет заедно и весламе секој кој колку може и на кој начин може, сметам дека не треба воопшто да се прави компарација на тоа кој колку допринесува, кој што прави како. А како е кога сте различни карактери, справување со идење горе доле, нели претпоставам сега, нели секој се справува со потешкоти на свој начин. Во принцип, не знам зашто така функционираме, ама ако едниот завземе песимистички став, другиот мора да биде оптимист. И најверојатно тоа е поради тоа што сакаме да доколку имаме некои препреки или челенџи во работа, најверојатно целта ни е да го пребродиме тоа и да видиме што е следно, што е. И во принцип проактивно размислуваме кога станува збор за носење одлуки, меѓутоа постојат многу несогласувања. Сега не знам, и ти си исто имаш партнери и знаеш дека нормално да постојат несогласувања, али тоа е нормален процес. Ние сме го прифатиле тоа како секој невие и тоа е единствениот начин ние да ги изфилтрираме сите работи овде. Пошто не може да секој поединец да биде најпаметен. Али треба разбирање да се има дефинитивно и да се има иста пасија и иста цел, да се дели таа визија. Без оглед од која страна иде, доаѓа. Знаеш, некојаш кога некој ќе дојде со идеја, особено во партнерство, тоа е интересно. Кога некој доаѓа со идеја, он ќе направи се за да ја истурка таа идеја. И затоа што ја прифаќа како своја, како да, ова е моја идеја и сега морам да направам да успее. И тоа до негде и окей. Пошто не е само идејата да ја ставиме тука и сега да му даеш на партнер, прави го ова, знаеш. Некојаш треба да превземеш, а и природно е кога е твоја идејата, природно е да се бориш ти за неа колку можеш да ја претвориш во реалност. Ние сме имале толку многу failures. Значи, толку многу загуби што буквално не кутнале. Напротив, духот никогаш не ни паднал. И покрај сите препреки, сите челенџи што сме ги имале, сме успевале да најдеме начин да го поминеме тоа, да одиме на следно ниво. Колкав тим сте се? Овде сме некаде вкупно со се менеджмент со околу 20 на луѓе сме моментално и плюс имаме уште 10 на 15 надворешни соработници со кои што од проект на проект ги активираме зависно од потреби, али околу 20 на луѓе сме активно во компанијата. Дали би рекол дека наоѓање на талент тука е ботелнек за растење на фирма? Да, и тоа е најголемиот проблем. Зашо е тоа така? Јас себе со скоро сите што имам зборувано тука локално, кога зборам локално на ниво на цела држава, тоа е посебно ако пронашле product market fit со тоа што го продаваат, што го нудат, после талентот е наредниот лимит. Стварно нема луѓе, да, дефинитивно нема. Зошто? Баш поради можда околината и со тек на време луѓе мисле дека странство е уствари тоа, мада сега се испоставува дека не е тоа баш така. Можеш да бидеш
успешен motion graphics дизајнери во Македонија, можеш да работиш и за Бруно Марс и за Ед Ширан и за сите од тука. И сега мислам дека полека се менува тоа, меѓутоа зошто младиве конкретно многу пристапуваат некако, мислам не сакам да ги критикувам сега чест за исклучоци, меѓутоа главното прашање е што ја треба да работам и колку пари ја ќе земам за тоа, што треба да го сработам. Што го слушам овој мовет на подкастов. И стварно, да, тоа е реалноста е таква. Што е лошо ја да бидам како контри од другата страна ја ако сакам, ако тоа ми е битно. Што губам? Што промашувам? Ја вајда треба да бидам платен за тоа што го работам, така. Види, ако парите те мотивираат, ти никад нема да бидеш успешен во тоа што го работиш, заради тоа што не постои цена која што ќе те направи тебе задоволен долгорочно. Пример, ќе ти дам пример, ако пример си можел да си допуштиш кола од 15.000 евра, одеднаш ти можеш да си купиш кола од 30.000 евра и стан, и ти се менува само животниот лајфстайл, што после месец-два ти станува новото нормално. И после треба да бараме друго ниво. Затоа парите као пари никогаш не можат до крај да го задоволат тоа, доколку го нема вториот елемент што е љубовта кон работата и уживањето. Мислам дека тоа е елементот што недостасува кај младиве, кај помладиве генерации. Знаеш, тој дел на пасија и на таа љубов малку недостасува. Знаеш, сум имал ја интервјуа кај што деца кои доаѓале на интервју, потенцијални за вработување, они немаат ни појма ние што работиме. Само знаат дека сме као окей фирма, дека е супер кај нас, дека е супер и дај да пробам да видам ако ме примат супер. И као што треба ја да работам тука, колку плата дават. Ја имам приметено финки. Процесот обично е, нели, кога си пред дипломирање или кога бараш пракса, пушташ волумен, кога сите фирми ќе пуштам CV. Не е дека знаеш ќе ги изберам овие неколку што ми се интересни или би сакал да работам затоа што сум направил истражување, не. Пукам и кидам на 10-20 интервјуа, кај ме примат, да речеме. А јас на пример поинаков пристапимав тогаш кога барав пракса. Значи јас баш гледав кои имаат најболе реноме фирми, само неколку аплицирав таму и ако ме примат таму, ме примат тако. Не. Тоа е тој елемент што недостасува да се запраша секој еден млад пример или тој што сака да работи во фирма да рече што оваа фирма ќе направи за мене и за мојот личен развој. Кој ќе бидам ја после 2 години, 3 години. И дали тој момент недостасува. Значи никој не го интересира тоа, у прво време сите ги интересираат пари. И главниот мислам дека тоа е тој елемент што недостасува али го гледам и од друга страна, ако на ниво на трансакции ги подесуваме работи, сметам дека и короната кога ни се деси баш беше показател дека ремоутли може многу добро да функционира се. И во тој случај трансакцијата се поедноставува. Вредноста што секој индивидуалец ја има не може да се шлепа на грб на тимот. Значи он мора да ја даде таа вредност затоа што е трансакциона, затоа што мене ми треба тоа и тој како фриленсер треба да го направи тоа за нас. И ние комплетираме трансакцијата со финансиски надомест и тука завршува приказната. Тогаш се гледа вистинската вредност. Ако јас сум задоволен од него, ја повторно ќе работиме заедно. И тоа ги поедноставува работите, меѓутоа многу е тешко да се создаде компанија од калибар како 351 студио ако немаме сериозно креативна маса во компанијата која што ќе движи таа идеологија за развој. И среќни сме што ги имаме сите луѓе што се овде за тоа што се бореле, верувале во сето тоа, дури и кога сме биле мали и кога сме се соочувале со проблеми со се. И сметам дека младите треба поише да во компаниите да бараат не финансиски надомест, туку да размислуваат од типот што оваа компанија ќе направи за мене, кај ќе ме однесе. Што ќе научам? Да, што ќе научам или затоа што пак
не знам сега можеби некој ќе го интерпретира, нели, двајца луѓе што запослуваат вработени сакаат само за помалку да ги запослат, дека да не биде тоа, нели, да не биде фокусот плата на интервју, ама јас баш би рекол дека уствари ти ако се фокусираш баш на тоа што го зборуваме, што ќе научиш и фокусот ти биде да го кренеш твоето ниво на експертиза во полето кој што специализираш, ти повеќе ќе заработуваш Многу. него да се продадеш за 50-100 евра на погрешното место да работиш. Браво. Да. Така да ја на пример еве, јас никогаш не сум бил вработен било каде, бев на пракса, мислам дека еднаш или два пати по месец-два. Секогаш сум, нели, сум фурал мои проекти и основа фирмата и никогаш не сум бил вработен. Јас се каам што не сум бил вработен сега ретроактивно, не затоа што ја би заработил нешто повеќе, би имал пари за кое сум ја почнал фирмата, туку затоа што ми фали некој ниво на експертиза кој што ќе сум го добил да поминав 2-3 години можеби во структура каде што ќе ме обучила, наспрема не знам да трошев време на јас самиот да откривам работи. Да. Тоа би го рекол на оваа тема. Тоа е тоа што сакам да го кажеме, не е уствари дека не е битно ти кога заработуваш, туку битно е во почетокот на твојата кариера да учиш затоа што така повеќе ги заработуваш. Еве, ти стаи со позиција, дали ти би сакал да изгубиш некој кој што е клучен играч во твојот тим? Никој не би сакал да изгуби квалитетен човек. Така да И не само тоа, мислам ти дава еве и едно ниво погоре, вредноста што нудиш на маркетот. Еве и да изгубиш работата, да речеме. Ти ако си способен, ако си научил првите неколку години од твојата кариера како да креираш вредност, тоа што зборевме, да помагаш на било кого, ти никогаш нема да видиш зима, кој што се вика, така, никогаш нема да имаш проблем. Секогаш ќе бидеш способен да заработиш сами од себе си. И така усвари доаѓа до првото ниво на што збориме на независност, каде што ти усвари увек знаеш ја ќе бидам окей, затоа што јас знам како да креирам вредност на маркетот, што значи ја имам одредена вредност на маркетот. А не е битно дали ќе земам 100 евра или 200 евра повеќе месечно, затоа што вредност добиваш тогаш е екстраполиране на година, земаш 1000 евра повеќе, 2000 евра повеќе, што е побитно да криеш да си способен да криеш повеќе вредност на пазарот или да заработуваш 100 евра повеќе месечно. И пак се сведува на тоа дека најважно е да инвестираш во самиот себе, затоа што тоа што ќе го инвестираш во себе не може да ти го земе никој. Да. Тоа е тоа што трајно останува кај тебе. И секој еден да речем кој што работи во компанија и се развива себе си, не се развива за компанијата, он се развива за себе. Затоа сметам дека успешните компании вложуваат сериозен труд да ги развијат своите луѓе. Доколку традиционалното размислување во Македонија е, ако инвестираш во некој вработен, првото е добро да што он ќе си замине па добро нека си замине, знаеш, тоа е. Битно е ако он има подобра опција, он и треба да си замине, он не треба да биде тука. Ја не сакам никој да биде тука несреќен или да се чувствува дека е злоупотребен. Ако некој неговата вредност на друго место е повеќе ценета и платена, сметам дека истиот тој треба да биде таму. Меѓутоа и обострано, ако јас сметам дека некој друг ќе ми ја даде таа вредност што ја очекувам да ми ја даде одреден колега, е всушност тоа е мој избор. И така да покрај сите трансакцијски работи има нешто повеќе од тоа сето. Например, јас сум работел 4 години во друга компанија, после работев година-две во друга компанија и тоа ми е доста големо искуство, сум ги гледал недостатоците во тој систем на функционирање. Пошто не сум бил само човекот што води компанијата, туку и сум бил вработен буквално. И ги знам недостатоците, знам колку некои работи мене ми значеле тогаш. Сметам дека сум емпатичен во делот на тоа, дека ги разбирам потребите на дечки, на колегиве и се трудам колку можам да бидам и транспарентен и да ги разберам. А и да им помогнам која можем во тоа да се развиваат лично. Знаеш, многу ретко ќе слушнеш од работодавач во Македонија што можам да направам јас за тебе за ти да стигнеш на следно ниво. Тоа е. Да. Можда е тоа. Да. Дори ја мислам дека активно се работи да се саботира, можеби понекогаш растат во одредени фирми на вработените затоа што повеќето фирми, ајде да речем, посебно овие агенции кои што се, нели, базирани на продавање можеби работен саат, на вработен кон клиент со арбитража со повеќе маргини,
и работа на волумен и нема некоја многу квалитет реален, или што зборевме помош и вредно се нуди, мислам дека тука они која е нив мотивацијата ти да станеш подобар, може ќе ми замине. Ја имам зборувано, нели нема да именувам имиња, ама со газди на агенции каде што ми кажувале буквално јас се нервирам кога некој ќе ми замине, знаеш. Тоа ми е и тоа мислам дека скоро погрешен мајндсет, нели? Скрос. Ако некој ти замине, посебно за да основа фирма своја, мислам тоа ја мислам поголем успех нема како некој менаџер така. Зависи начинот на кој што ќе замине. Ако си искрен во тие намери и дојдеш и побараш помош за тоа, сигурно, ја конкретно, ја ќе му помогнам на секој еден што сака помош. Али доколку направиш саботажа и не се разделиш на добар начин, сметам дека тоа е тоа што ја создава таа стигма работодавците да бидат многу попредпазливи. Од тоа, знаеш, често пати конкурентското делување е многу не знам како да кажам тоа. Конкурентското делување е уствари погубно. Пример, имаш конкурент, ние сме глобална фирма, не е тоа толку страшно, ама во фирми кои што локално функционираат во Македонија. Има една, две, три конкурентни фирми. И најголема болка за секој работодавец е кога некој вработен од негова фирма ќе отиде од друга конкурентска фирма и тоа е најверојатно нивната болка, а он инвестирал, го развивал и така натаму. И за болката да биде уште поголема, ако тоа го прават само од финансиска гледна точка, тоа е уште поболно, знаеш. Особено ако е мала таа финансиска ваква. Сметам дека не сме уште едуцирани добро во тие односи работодавач, работник и тоа. Сметам дека треба малце поопуштено да пристапуваме, дека ова е слободен, ние сме на слободен пазар буквално со сите. И ние како компании, сите индивидуалци, секој го избира, компанијата ја гледам како една машина која што составена од запци, зупчаници, како да кажам, што мора да функционираат како една целина. И секој треба да си ја заврши својата работа. Дека работата на работодавачот е најлесна, не, напротив, тоа е најтешка. Затоа што работодавачот треба да мисли еден куп сегменти, не дека и на работникот му е лесно, дефинитивно, али не може да се мери тие работи не се мерат. Али треба, ја го храбрувам предприемачкиот дух и секој еден сметам, за тоа и преска кажав, секој еден сметам што се чувствува дека треба да направи нешто, да создаде нешто свое и да гради, апсолутно го поддржувам во сите сфери предприемачкиот дух и тоа е тоа што ни фали во општеството. Да има поише предприемачи, тоа ја движи економијата, тоа ги тера луѓето да се развива, да почувствуваат, знаеш, нема подобро чувство од тоа од првите успеси како предприемач. Врати се ти назад кога си договорил првите проекти, па првите хонорари кои стигнале. Тоа се многу јаки Кога добиеш првиот клиент, успеси, тоа е договор подпишеш. Крај, првите пари стигнуваат, леле се случува, знаеш, и тоа се работи што со тек на време треба да имаш се повеќе и повеќе апетити, не финансиски, општо да грабаш за да го одржиш тоа ниво на ентузијазам. Знаеш што ме интересира? Баш зборувавме со Наум пред некој ден, се споредивме кај бевме пред година дена и сега кај сме. И? Земја и небо. Ме интересира дали е од 9-10 година од фирмата исто така се осеќаш од година за година. Вака кога ќе погледнеш, ние сме 9 години, официјално е 351 студио, и за 9 години е многу, вака изгледа дека се многу време, а од друга страна кога ќе погледнеш што се имаме создадено, всушност е и за многу брзо време сме го направиле тоа. Кога си во процесот на создавање, немаш многу време да живееш во секојдневните мали успеси. Затоа што тоа ти станува новото нормално. И малите успеси као, окей, Бруно Марс дојде, да, мора да го правиме тоа, ние немаме време да славиме. Ние треба да се фрлиме и
да го правиме тоа и да го завршиме. Од кога ќе го завршиме, после Бруно Марс доаѓа друг и ние треба тоа да го правиме одма. И едноставно динамиката на раст беше кај нас баш брзо, што ние немавме време да го преживееме цело тоа, да го доживееме на вистински начин, да, уствари кај сме ние, што ние правиме. Конкретно за кај нас. Али понекогаш кога правиме ретроспектива, па и многу сме успеале да направиме. А од друга страна па гледаме и колку уште поише можеме да направиме. Со секој следен успех е буквално како една скала што ја искачуваш. Можда кога сме тргнали со компанијата, врв ни било да сработиме едно видео за еден A-лист светски артист. Ние сме изработиле за 50, за 100 такви. И веќе имаме нова цел. Не можеш да ја видиш што има позади ридот додека не се качиш таму. Во моментот кога ќе се качиш на ридот горе, гледаш уствари колка пространство има на тоа. Па доаѓаш до следен рид, до следна планина и на тој начин и самиот процес на развој ти е и тебе лично уживаш во тоа, ти е поинтересно, а од друга страна и гледаш околу тебе како сите се развиваат и како сите се дел од таа приказна. Очекувавте дека ќе стигнете овде како почнавте? Види, кога почнавме, ја на состанок, баш скоро сега го зборевме тоа, ја на еден состанок на почеток го викам, значи, дечки, ние ќе работиме за Бруно Марс, за Карди Би, за Ники Минаш. Ја не знам како ме гледале мене тогаш. Значи, тоа е стварно лудост. Тоа исто кога седи да кажеш, слушај, ние ќе го креираме, не знам, новиот официјален FaceTime апликација за Apple. Пример, не знам, карикирам. Али тоа е senseless. Ја не знам како они ме гледале мене. Али јас сум го зборал тоа и сум верувал и јас, не само јас, и Илија и најверојатно сите околу нас. Сите заедно сме биле во тоа. И сме стигнале до таму да кажа сме. Не ова мој успех, не или ова е заеднички, буквално заеднички ефорт. И колку време постои твојата компанија? Помалку од 3 години. Помалку од 3 години. Супер. Значи, исклучиво IT. Да, развиваме софтвер за клиенти. Product development тоа го правиме. Топ. Да. Странство или? Странство. Имаме тука кликни јади само ние клиент. Аха. Да. Супер, види. Игра е. Се е игра и животот е игра и патување и треба да си ја направиме да не биде интересна. Не треба да бидеме робови на туѓи мислења, да бидеме обесхрабрени. Преска, ти го спомнав тој момент, во момент кога ние почнувавме со продукција на тие видеа, објективно е, наместо да правиме видеа за некои смешни пари, мали пари, ние објективно би било да снимаме свадби или да снимаме нешто друго што би ни донело 5 пати поише пари од тоа. Мислам би заработиле. Разликата од тоа што сите луѓе би го преципирале на тој начин и ние е нашата визија, затоа што ние сме знаеле кај одиме. И на прашањето дали знаевме дека ќе работиме со Ед Ширан, ние тоа ни беше целта. Да стигнеме до врвот и до таму буквално мислам успеавме за гледаш за неколку години. И тоа не е врвот, ние не сме како готово. Ние никогаш, види, колку повеќе човек е, колку е поуспешен, он толку после чувства дека не е успешен. Ради тоа што гледа уствари уште колку има за успех. Со кој се споредуваш ти? Јас се обидувам да ги следам сите поголем дел од сите успешни луѓе што се околу мене и во светот и се трудам да видам не да ги судам нормално, но се трудам од секој од нив да извлечам по нешто добро. И дека имам некој рол модел, не. Пример за одредени работи, одредени луѓе ми се рол модел. Конкретно компаратив за самиот себе немам, но имам ми се допаѓаат филозофии. Например, сум читал за пример Тао Те Чинг, сум читал за стоицизам, сум
Јас сакам да ги погледнам сите работи и од сите тие да видам, да го извлечам тоа заедничкото. Има едно икигај, не знам дали си знаеш што е икигај. Икигај мислам дека е јапонска измишлјотина за тоа да ја пронајдеш да го пронајдеш. Икигајто е всушност суштината на твоето постоење и на твоето живење. И тоа е многу интересно множество од составено од поише делови. Првото е во што си добар, а второто беше што е тоа што му треба на светот, а третото беше што сакаш да правиш и што е тоа за кое што може да те платат. И кога ќе го поставиш тоа вака во 4 круга, во средина заедничкото множество уствари твоето икигај, што е тоа што ти треба да го правиш. Мислам дека беше така, мислам. Така. Ако сум го смешал нешто, ќе му ставиме вакво на тука се појави. Али пример, ете такви филозофии ми се интересни и ми инспирираат за тоа што ме тера да размислам надвор од традиционалните размислувања што ги имаме во општеството кај нас, па дури и во странство. Сакам да учам и да видам како размислуваат луѓето сега пред 500 години, пред 1000, пред. И сметам дека треба не треба да заглавуваме во некоја одредена тема и да бидеме хардкор, но да бидеме отворени за тоа да ги слушаме работиве. Еден паметен човек ми го кажа тоа, вика, најважно од се е да слушаш. Баш кога бевме почеток на развојна фирма. Вика, тој што слуша не мора се да прифатиш, али 5% од тоа ќе остане кај тебе. Локално дека за македонскава заедница на предприемачи, колку си изложен тука со други предприемачи, колку добиваш од нив вредност, дали воопшто имаш, што многу посебно баш овие предприемачи кои што пласираат продукти или услуга на странски пазар, викаат, ми кажуваат што имам ја да добиам од дека од локалните предприемачи, така. Затоа што мислам дека се израснати се што имаат направено на самиот рамења. И мислам дека има некое ниво на воопшто не верува дека може да извлечат некоја вредност од тука од други предприемачи, од креирање таква заедница. Да, кога почнавме подкастот, ти кажав една работа дека секогаш размислувам на тоа што можам ја да дадам за некој друг и како можам ја да му помогнам на некој друг. И секогаш тој интент ми носел пута 10 назад. Затоа сметам дека треба да се смени начинот на пристапот кон тоа, дека треба да се помага и да се едуцира и да се биде присутен тука со буквално на сите млади да им се овозможи менторство, да се создаде една таква бизнис заедница која што ќе биде на некој начин поддршка сама на себе за дополнителен развој. Ние имаме стварно доста капацитети умствени. Кај нас има доста паметни луѓе. И голем дел од тие луѓе мене ми помогнале во нашиот развој на компанијата и несебично учествувале во тоа да во рамки на нивното знаење да ми помогнат за се што сум можел и јас сум преблагодарен. Како можеш да тие луѓе? Еве јас за да ги знам тие луѓе требаше да почнам подкаста. Па да, ама не види, има начин. Знаеш, во една влегуваш во една соба, ти не ги бараш луѓето, едноставно твојот ги привлекуваш. Да, на некој начин твојата амбиција вибрира на нивно ниво. И едноставно они те наоѓаат. И сигурен сум дека нема успешен човек од кој што ти би можел да побараш помош да те одбие. Нема теорија. Мислам искрено. Еве не можеш да ги бараш тие луѓе во како да ме сега. Знаеш, тоа што не ми се свиѓа некој табу за луѓето што се успешни, луѓето останатиот дел од луѓето ги гледаат поинаку. А тоа станува збор за обични луѓе. И не треба да се плашат луѓето да пристапат или да прашаат нешто. Мислам дека единствен начин да дојдеш до некој одговор е да прашаш.
И ја во тој дел сум буквално опериран од било што, ако сакам нешто дознам, ја ќе прашам. Ја во Нью Йорк трчев по еден од главните продуценти во Republic Records. Работевме за 50 Shades of Grey, работевме околу не знам колку видеа за саундтракот, лирик видеа правевме. Човекот го напредил президент некој таму и ја изгубив контакт со него, он више не комуницираше со мене. Од метрото излегуваме со Илија, бевме во Нью Йорк. Ја го гледам од Universal Music од градот излегува, човекот го познавам преку улица, го гледам. И Илија вика, бе, демек овој ни треба на зафрканци, викам, да, ама викам ќе стигнеме до него. И вика, ќе трчаш ли по него? Викам, да, бе. И ја трчав по него до семафори буквално. И му се кажав кој сум, шо сум, се леле, вика, шо правиш тука, бе, да ме кај си, викам, бе, кај си ти? Вика, извини, јас сум мислам, унапреден сум сега, имам асистенти што ми ги филтрираат мејловите, ми даде контакти со луѓе со кои треба да комуницирам и со нив стапивме у контакти, соработуваме до ден денес. Али тоа е таа одлука што моето его у тој момент викало, глуп што, пример, ќе ти се смее, не трчи по него. Мислам дека тоа е главната пречка зашто луѓето не превзимаат некои работи. Али ја у тој момент моето его го ставив, буквално го фрлив од мене и викам, ја живеам сега, после една недела нема да биде битно дали он мене ме избрукал на улица или ми рекол што трчаш по мене или не ме замарај. Али ето до сега не сум наишол на тоа да побарам од некој помош и да ме одбие. Така да. Да, и моето искуство е тако е баш за подкастов и ти си пример, сите, мислам, скоро на секој што сум пристапил, кажале да. Посебно на почеток кога првите епизоди ги снимав, нели сега со секоја епизода повеќе се потврдува, нели кредибилитет добива, нели само емисија полесно за добиваат гости. Со неколку исклучоци што можеби били зафатени, не можеле да вратат, скоро сите буквално на прва порака се ајде, зашто не. И тоа искрено многу ми беше и мене мило што многу луѓе што можеби делуваат недостижно, да, ајде ќе снимаме. Да. Види, ете, гледаш, од друга страна, ова што го правиш, ти немаш појма ја колку бев среќен кога го видов првата епизода кога ти изгледав. Викам, фала Богу, човече. Фала Богу, некој да почне да збори на теми. Треба мотивација. Значи, треба луѓето да се мотивираат и ова што го правиш ти е за апсолутна пофалба и само продолжи да го правиш кога што го правиш. Затоа што ова раѓа и една друга заедница која што подоцна може да прерасне во нешто уште поголемо и се што треба на почетокот пред подкастот да зборнавме, значи да инспирираме еден млад човек и не мора да биде млад и стар човек нека биде, да стартува бизнис и да биде успешен, ние сме ја завршиле работа. Да, точно. Јас секоја недела ги проверувам бројкиве као јат нагоре и малце тоа и на егото си го полнам, си викам, знаеш, ида нагоре, ама си викам, знаеш, зашто секогаш зборев ми за тоа као човекот е многу, тоа сме експерти, ние тоа го правиме, као ја поместуваме цело време базичната, нели, емоционална состојба или што не, нели, и ако ти е лошо ќе се навикнеш, ако ти е добро ќе се навикнеш и секој пат доаѓаш до новото ново. На почеток како ја пуштив првата епизода, јас бев таргет ми беше 2-3 000 views. Таа епизода сега имам дека 14-15 000 views, прегледи и искрено скоро секој епизод иде над 5-6 000 и се evergreen ги гледам епизоди, сите ги прегледуваат. Ама што да кажам, супер се тие бројки, ама искрено ако размислиш, целата поентова да инспирира, кој што кажа ти, од толку илјадници прегледи, јас се надевам дека ќе искочат барем 1, 2, 3 и замисли како филм пак тоа освори да никнат 10 фирми од тој подкаст. Тоа е целата. Страшно. Тоа е страшен snowball ефект се случува. Буквално. Знаеш, пошто после тие предприемачи инспирираат други луѓе и создаваат работи кои што те гледаш од мало нешто тргнало и станало големо. Тоа е и ти кажав и примерот со нашава компанија. Од мали работи уствари стануваат големите работи. Никогаш не е тоа нешто како грандиозно, ние како многу добри бевме и ни се јавија да работиме за тоа. Не, тоа се мали тригери кои што отвараат после цел универзум. Да, на темата која што нели јас зборувавме дека инспирираме, нели целта да инспирираме барем еден бизнис да никне тоа и се.
Една од моите омиljene теми е баш сакам да шпекулирам што ќе се случи за 5 до 10 години од дека локално. Што мислиш ти? Као, еве да речеме, оптимистички, песимистички може да зборуваме или само оптимистички или реалистички? Многу тешко да се предвиди ова. Ова искрено јас следам поради работа, го следам развојот на тоа artificial, нели, intelligence и таа тема зборевме и преска малку. Сметам дека тоа ќе направи доколку интернетот создаде, нели, интернетот направи една глобализација, мислам дека ова е секундарна приказна со AI и со се што ќе се случи. Мислам дека нема толку географски да биде важно кај си. И сметам дека се подостапни ќе стануваат работи и се полесни ќе бидат за. Така да мислам дека дефинитивно светот не оди во лоше. Знаеш, често пати слушам најверојатно и ти коментари дека кај отиде, кој знае што ќе биде. Да, у принцип ние треба да направиме не го знам македонскиот збор, embrace. Да, не. Ајде. Не сум ја првиот човек да го прифатиме тоа. Да, да го прифатиме. Значи, треба да го прифатиме тоа и да видиме што може да искористиме од тоа. И особено сега, кога на дневна основа се случуваат промени. Значи, ова е буквално времето кога се појавува 90 и која година World Wide Web. Да, ова е тектонска промена во индустријата. Добро ќе биде Web3 платформа и цело ова ќе биде за 5 години, ја искрено не знам, пошто ние збориме баш пред неколку месеци, ова бе за 2 години, ова само ќе прави се, умеѓу време само почнува да прави се со Agent GPT, Auto GPT уствари, што си прави агенти, си прави пирамида и си создава своји мали чат GPT што извршуваат таскови, под таскови. И ова стварно не знаеме до каде ќе стигне. Исто поради тоа што и големо влијание има open source community-то. Кога гледаш дека има толку многу ентузијасти во тој open source свет, кои што на дневна основа одвојуваат страшно време за развој на технологии, буквално на дневна основа има такви промени што толку рапидно и брзо се менува светот. Знаеш, кога го измислиле дигитроноците, професори по математика мислеле дека луѓево ќе затупат, дека нема да може да рачунаат, дека еве го светот буквално константно оди напред. Само доколку мене ми треба 5 минути да ја прерачунам некоја си формула на лист хартија, можам за секунда тоа да го добием сега. И сите тие 4 минути и 59 секунди да ги истрошам на нешто друго. Така да сметам дека се дефинитивно во добра насока е овој развој и се дека нормално е контролирано, затоа што од друга страна може и да не исплаши. Дали самите, ја не знам дали го имаш гледано кај Имам гледано Терминатор, да. Терминатор, го имаш гледано Терминатор? Како да не гледам. Моментот е што и креаторите на OpenAI не знаат дали ChatGPT 4 има consciousness. И ја викам, слушај, дали има, не знаеме. Значи consciousness како би го дефинирале тој момент на кој они се и на нив не му е јасно. Имаш ли некоја завршна мислаш или? Пак би завршил со таа порака дека вербата во себе е круцијална за успех. Прво, мора да си свесен за своите способности. Второ, да веруваш енормно во себе, дури кога не можеш да го докажеш во тој момент, дека тоа ќе биде така. Трето, да ги најдеш луѓето со кои ќе делиш таа енергија и ќе успееш да ги оствариш своите работи. Затоа што индивидуално тешко е да направиш се. Не е невозможно, тешко е. Треба да бидеш многу селективен со кого го минуваш времето, затоа што ти си сублимат на 5 луѓе со кои што го поминуваш време. Треба многу селективно да примаш идеи и да не дозволиш некој да ти ја разниша вербата што имаш. Сметам дека тоа е елементарно за секој еден
кој што сака не само за бизнис, за предприемач, туку општо и за во животот. Што сака да биде среќен и да биде успешен. Не се успехот секогаш парите. Сметам дека тоа би било онака топ у една реченица. Го прашав Крек Колман. Крек Колман е CEO на Atlantic Records. Седиме и му викам, Крек, викам у една реченица, викам, што совет, викам, би ми дал? И викам, само храбрите луѓе и луѓето што превземаат ризик се луѓето кои што прават големи дела. Би го искористил тоа за да заокружиме. Мислам дека топ завршна мисла. Мислиш добро дека? Супер. Ја мислам можеби малце подобро, али за вториот пат доста. За вториот пат не затроши цел. Не затроши цел. Да не истрошиме се па после. Ќе имаме второ, трето гостување, имаме. Мислам дека топ беше денеска. Фала ти што ме поканил дека во твоиве прејаки канцеларии. Фала ти. Се надевам ќе дојдеме и ние до ниво кај што вакви канцеларии ќе си приуштиме. Да, се надевам и ви посакувам да ви посакувам успех. Фала ти прво за подкастот што го правиш и што мене лично ме радува, што создаваш движење и начин на размислување со се тоа. Апсолутна поддршка. И само напред. Фала ти. И фала ти за твоето време. Секако. Ајде. Секако време.